Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Обвинителя Јовески, Бугарската национална истражна служба утврди дека одговорен за автобуската несреќа во Бугарија е возачот на Беса Транс и големата брзина, иако не била над дозволениот лимит. Возачот загина во несреќата. Дали тоа значи дека никој нема кривично да одговара? Обвинителството на Република Бугарија изјави дека ја запира истрагата, предистражната постапка во овој предмет, затоа што, како што спомнавте, утврдило дека брзината со која бил управуван автобусот не била сообразена на конкретните сообраќајни услови. Според тоа, има неколку можности семејствата на сега загинатите патници да можат врз основа на оваа одлука да поднесат жалба до обвинителството на Република Бугарија. Имаат право да ги разгледаат списите во конкретниот предмет. Исто така им стои на располагање и можност пред надлежните органи на Република Бугарија да поднесат граѓанска тужба за надоместување на штета. Ние се уште ја немаме добиено замолницата од надлежните органи на Република Бугарија, но усмено сум известен дека имаат упатено замолница до јавното обвинителство на Република Северна Македонија да ги сослуша застапниците на сега покојните патници, дали сакаат да извршат увид во конкретниот предмет и дали евентуално сакаат да поднесат жалби на одлуката на обвинителството во Бугарија. Докаде е истрагата во нашето обвинителство за работењето на Беса Транс, како и на другите надлежни институции? Веќе обвинителството неколку пати истакнуваше дека паралелно со овој предмет во Република Бугарија отвори паралелна постапка и овде во Република Македонија. Во оваа постапка издадени се повеќе наредби од страна на јавниот обвинител кој постапува по предметот и тоа до Министерството за внатрешни работи, до Царинската управа, потоа до Управата за јавни приходи, до Централниот регистар, Бирото за вработување, со намера целосно да го согледа работењето на фирмата која што го организирала ова патување и го вршела превозот, а особено во делот како автобусот ги поминувал границите на Република Македонија и границите на соседните земји, во делот на техничката исправност на овој автобус и неговата регистрација и лиценци и други околности кои се од значење за донесување на јавна обвинителска одлука. Каде е собственикот на Беса Транс, Беким Хаџију, достапен ли е за обвинителството? Од овие сознанија што ги имам, тој е достапен на обвинителството и од страна на неговиот адвокат и од страна на обвинетиот бе изјавена е согласност дека тој сака да соработува со надлежните органи во делот на утврдување на причините и околностите кои доведоа до оваа сообраќајна несгода. Во меѓувреме, тетовските обвинители, како што беше соопштено, го разгледуваат извештајот на германските експерти за несреќата во модуларната болница во Тетово. Кога може да се очекува јавно обвинителска одлука по предметот, бидејќи сите докази беа прибрани? Веднаш да истакнем дека ова вештачење во основа се сопоѓа со вештачењето извршено од нашите експерти, дека пожарот најпрво настанал во просторијата број 3, каде што се вршело реанимација на еден пациент, а потоа се проширили на другите простории во модуларната болница. Исто така, заради јавноста да истакнем дека покрај ова вештачење, обвинителството нареди и други вештачења од надлежните органи во Република Северна Македонија. Покрај тоа, обвинителството во овој период обезбеди повеќе докази кои што се однесуваат на лица кои имаат определени сознанија во делот на настанувањето на оваа несреќа и во овој момент обвинителите, тука мора да истакнем дека на помош на
двајцата обвинители во Тетово им беа обезбедени дежурните обвинители двајцата дежурни обвинители во основното јавно обвинителство Скопје. Сите ги проучуваат сите овие докази, секој посебно и во рамките на нивната севкупност и доколку постојат доволно елементи за донесување на јавно обвинителската одлука, очекувам дека во скоро време ќе донесат соодветна одлука. Бевте против прифаќањето на гаранцијата од 11 милиони евра за поранишниот шеф на УБК Сашо Мијалков да се брани од слобода. По него на истиот начин од притвор излезе и бизнисменот Орце Камчев. Се создава ли вакав впечаток во јавноста дека со одлуките на судовите моќниците се недопирливи? Јас не секам да ги коментирам судските одлуки со оглед на тоа што тие имаат неприкосновено дејство и како другите субјекти обвинителството е должно да ги почитува. Меѓутоа, може во оваа прилика да истакнам дека обвинителите кои постапуваа по овие предмети беа против прифаќањето на гаранцијата и тоа од неколку причини. Прво затоа што гаранцијата се состоеше во недвижен имот, а согласно законот гаранцијата се дава во првенствено во парични средства, во готови пари, а по исклучок во имот. Како што е познато, имотот тешко се претвара во пари доколку дојде до пропаѓање на гаранцијата. Исто така и ги имаа предвид обвинителите и семејната и имотната состојба на лицата спрема кои се води постапка и според тоа тие сметаа дека не треба да се прифати гаранцијата, но очигледно судот одлучи поинаку и како што кажав, обвинителството ќе ја почитува оваа одлука. Зошто не ги објавивте наводите од извештајот за недостапноста на Мијалков на органите за прогон за врачување на решението за притвор? Обвинителството секојаш се раководи од принципот на законитост, дел од овие постапки во определен момент се и тајна и обвинителството строго ги почитува законите и во оној дел кога ќе процени дека определен податок, определен доказ нема да и наштети на претходната постапка или на истрагата, тие ги приопштува до јавноста. Дали во извештајот беа утврдени некакви пропусти на надлежните институции? Па во тој дел обвинителството доби соодветни информации и постапи согласно овие информации. Обвинителството во овој предмет не ги тангира пропустите на органите, тоа е надлежност на други субјекти. 3 години веќе трае предистражната постапка за лицензата на Балкан Енерджи Груп, а во меѓувреме истрагата ја сработи секторот на Министерството за внатрешни работи. Зошто е потребно толку време или предметот бил заборавен во ФИОК? Не го потврдувам вашето мислење дека предметот е заборавен во ФИОК. Обвинителството постапува ажурно по овие предмети, се работи за еден сложен предмет по кој е неопходна и меѓународна правна помош за еден предмет помеѓу повеќе деловни субјекти и обвинителството ги истражува сите околности во врска со овој предмет за да може да донесе соодветна одлука. Финансиската полиција утврдила основен сомнеж дека Тето лажно прогласил стечај и го сомнечи за перење пари. Но од друга страна, обвинителството при проверка на сите документи смета дека нема основа за кривично дело. Зошто истите документи се толкуваат различно од две институции? Секој во рамките на својата надлежност. Обвинителството мора да ги провери и да ги утврди сите факти со оглед на тоа дека во конкретниот случај ако поднесе обвинение мора да има релевантни докази тоа да го документира и со тие докази да издаде своја одлука од надлежниот суд. Според тоа, јас во овој момент не тврдам дека обвинителството е отфрлило кривичната пријава на финансиската полиција, како што претходно истакнав, се испитуваат, се истражуваат сите околности во врска со овој настан.
Обвинителя Јовевски по забелешките од Стејт департментот дека не се запазуваат роковите за истраги, најавивте дека ќе ја проверувате ефикасноста на обвинителите. До какви сознанија дојдовте во меѓувреме? Во овој дел мислам дека е потребно да се истакне дека пробивањето на роковите во поголем дел се должи на објективни околности со оглед на тоа што, например, потребно е повеќе време за да се изврши определено вештачење и да се прибави определен доказ, посебно тоа е изразено за доказите кои што треба да се обезбедат со меѓународна правна помош, каде постапката трае со неколку месеци, но мора да признаеме дека има и субјективни слабости. Овие субјективни слабости, доколку се утврдат во постапувањето на јавниот обвинител, се договоривме дека тој ќе поднесе соодветна одговорност. Сте понелели предлог за поведување на дисциплинска постапка за несовесно и нестручно работење за некој обвинител? Да, има и сега во моментов во постапки, но со оглед дека оваа постапка е тајна, додека не станат правосилни тие одлуки, јас не би сакал да соопштувам детали околу постапките кои што се водат. Македонија за една година скокна за 24 места на индексот за перцепција на корупцијата на Transparency International. Дали тоа значи дека имаме навистина напредок во борбата со корупцијата во земјава? Ако се имаат предвид овие податоци, овие оценки во овие извештаи, ќе се види дека има напредок во борбата против корупцијата и организираниот криминал во Република Северна Македонија, но мора да се биде искрен и да се признае дека во овие извештаи се нотираат и определени действија или активности што треба да ги преземе државата и особено кога збориме за надлежноста на јавното обвинителство. Јас повеќе пати истакнувам дека за разлика од поранешниот период, сега во јавното обвинителство ние имаме отворени предмети за носители на актуелната власт. Тука би спомнал дека за обвинителството има отворено предмет за висок функционер во владата на Република Македонија, има за државен секретар од едно од министерствата, потоа има за суди, за обвинители. И според тоа, моја оценка е дека обвинителството не постапува селективно, туку се држи до рамките на законот и неселективната правда. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам, им беше задоволство. Тоа беше Стево неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.